Инспиративните приказни продолжуваат во новото издание на Ексклузив. Време е и за македонската наша добро позната личност која што дефинитивно во едно интервју со Игор Џамбазов кажавме дека си неприкосновена во поглед на инфлуенсерството во Македонија. По него е по тебе Игор Џамбазов, меѓутоа како женска личност, инфлуенсерка позната си токму ти покрај водителството. А со тоа привлече огромно внимание во јавноста и со твојата храброст која што направи подвиг во поглед на твојата болест која што веќе зад нас и која што дефинитивно е еден голем мотив за сите жени во Македонија, меѓутоа во регионот, а тоа го докажавме и вечерва токму овдека, каде што имавте заедничка панел дискусија со Ана Дорник, која што заедно со тебе... Мојата пријателка по диагноза. По диагноза. Да. Така, јас во емисијата вообичаено кажувам дека се појавуваат личности кои што го заслужуваат епитет ексклузивитет. Тоа си токму и ти и вечерва она што го слушна македонската јавност, верувам дека не остави никога равнодушен. Би сакал во кратки црти со оглед на тоа дека веќе излезе интервјуто, прекрасно кое што се појава во Бавини и здрави, каде што и официјално излезе со и прекрасните фотографии така за во поглед на твојата ситуација, меѓутоа инспиративни приказни кои што, како што кажав, за јавноста многу значат. Пред се би сакал да те прашам што за тебе донесе ново во животот по сето она што го надмина. Само ќе ти кажам, први благодарам и на прашањето и на сето што го кажав, меѓувреме само да кажам дека не направив никаков подвиг, Марко. Едноставно тоа е тоа, значи мора да се бориш, се изборив и тоа е тоа. Инаку што ми донесе? Ми донесе да речам многу повеќе храброст за многу работи за кои што ми било страв порано да ги направам. Мојот коментар е го победив ова зло, можам да победам се и така се чувствувам, да ти кажам искрено. Се чувствувам посилно од било кога, а секако и нов имидж ми донесе. Да, и тоа морам да го кажам дека на драго срце на целата јавност имаше прекрасни позитивни коментари. Коментарите какви да се мислам и да се добри, да не се добри, фризурата е таа. Едноставно тоа е мојата коса од хемотерапијата, нели, косата ми падна и тоа е што е сега, дорека да порасне, тоа е. Но во вакво издание изгледаш прекрасно. Се надам тоа ќе го видиш што поскоро и на телевизија, со оглед дека се снимаат малку поспоро, односно одложно се емитуваат така емисиите во се или нешто со периката на емисиите кои што така, но верувам дека ќе уживаат гледачите и во овој нов изглед. Јас би сакал да те прашам во поглед на приказната која што ни ја сподели пред нашата камера Јана, колку за тебе беше да кажам инспиративно тоа што низината приказна е слична со твојата, односно заеднички седнавте пред јавност и го споделивте буквално вашата интима. Ние со Ана, значи не се познаваме нормално, затоа што не е таа убава дама, прекрасна дама од тука. Се знаеме по комуникацијата од Инстаграм и нормално или сме следи таа, следи она. Сакам да ти кажам, јас сум водителка први. Така, добро, тоа е првенствено. Се шегувам. Сакам да ти кажам дека ние сега тука укапиравме дека имаме многу слична енергија која што се поклопи, многу слични ставови и многу слично размислување кое што не доведе до овде, односно, нели да бидеме ние победниците во оваа нерамноправна битка со тој невидлив пријател. Така што беше навистина и задоволство и чест што ме покани. И што ми даде простор, нели, да ја кажам и својата приказни, тука пак кажам да ни се испреплетат нашите перцепции кон тоа како ние сме ја доживеале таа, не ќе болест да ја наречам, таа состојба, која што ни се случи и многу ми е драго што забележувам дека и многу жени се повеќе почнуваат така да размислуваат, да се позитивни, да веруваат во добар исход, во тоа дека ќе преживеат и ќе живеат уште долго и да докажеме уште еднаш дека ракот не е непобедлив. Така, ти морам да потенцирам дека додека сето тоа се случуваше, кое што е веќе зад нас, беше препозитивна и сето она што го гледавме на социјалните мрежи, воопшто не кажуваше и тоа можам слободно да го потврдам, апсолутно може само да претпоставуваат луѓето. Меѓутоа, кажи ми, како во тие ситуации
еве, ова нека е и порака до сите жени, да останеш токму таква како што беше ти, позитивна, ти впрочем и патуваше, односно твоето нешто најомилено. Јас ништо не сменив. Јас Така. не сменив ништо, јас Сега не се беше откажав од повторно, ништо. Да, повторно бев и пак ќе одам. Така. Не сменив ништо, значи од мојот начин на живот во контекст на тоа, освен малку во наводници као да се одморам или Така. да успорам, што се вели да го успорам темпото. Побавно темпо. Јас не сакав да дозволам тоа да ми влијае. Нормално, не можеш ти сега ако си паднал и тоа е човечки. Никој не е постојано позитивен, ако си постојано позитивен, нешто мора да ти фали или не знам. Треба да ги имаш сите чувства, така. Нешто пиеш, нешто правиш, разбираш. Нормално е кај нормален човек да имаш и вакви и такви чувства и кај непозитивно се јават негативни чувства. Стравот е најголемиот непријател за се, не само за болестите. Тој е нешто непостоечко, тоа е само во нашата глава. Да, едноставно тоа е кога не се чувствуваш добро, седиш дома, спиеш, лежиш, гледаш телевизија, седиш со најблиските, нема да замараш народ околу да те гледаат како си тука нешто несвестен и така натаму. Кога ќе ти биде подобро, ќе се вратиш, значи ќе работиш на себе, ќе викаш чекај, добро, да, не е лесно, не е едноставно, ама што да правиме сега, дошло, мора да се истрпи, ајде да го истераме, ајде да го средиме и така натаму. И тоа е тоа. Си го сакам животот, си сакам работата, имам дете за кое што треба да живеам, така што мора така да се размислува. Така, инспирацијата пред се огромна, верувам дека Апсолутно. беше Филип. Меѓутоа, имам прекрасно искуство со тебе во едно интервју кое што го правевме токму во твојот дом, ги отвори вратите токму за една наша емисија за миленици. И токму тогаш го видовме прв пат Рагнар. И јас морам, еве, од таа дистанца да те прашам, во поглед на животните, со оглед дека тогаш разговаравме, дали Рагнар, еве, како мача, со оглед дека цело време си заедно со него, го делиш сите моменти, гледам повеќето дека заедно И креветот, јадењето не бидејќи не јаде друга храна освен неговата, јас неговата не можам да јадам, меѓутоа се друго. Станот, како се вика, креветот за спиење, уствари станот е цел негов. И сега ако ни дозволи, таму ќе седнеме. А ти си во неговата приказна. Јас сум, да знаеш, он е домакинот. Сакаш да ми Сакав кажеш за да прашам дали, еве, во поглед на животните, меѓутоа, токму затоа што чуваш миленик, дали имаше такво чувство дека Рагнар може би чувствува во такви ситуации, дека... Секако дека да, значи, добро знаеш дека генерално домашните миленици, посебно мачките, се такви мили суштества кои што впиваат негативна енергија и ја претвораат во позитивна. Кога има некој проблем, значи тоа човек кој што не чува домашно милениче не може да ме разбере сега јас овде што зборувам. Оној кој што чува точно знае што зборувам. Тоа е на таква љубов, јас му велам како може Рагнар толку да те сака, ма ти не си ми кажал ниту еден збор. Тоа е на таква љубов која ти го топли срцето, која што ти, значи колку и да сум нервозна и тажна, само кога ќе го видам нешто прави, циркузијади, бидејќи мачките се исклучително смешни суштества, ќе дојде, па се галиме, па лежи, па ќе ме изгребе, па ќе заспие. Значи, он беше еден, да речам, еден од моите лекови, додека ми траеше лечењето, ако не и најбитниот. Тоа и ми беше прашањето, верувам дека Рагнар беше дел од она енергија која што ти беше многу потребна во тие моменти. И пред самиот крај би сакал да те прашам дали по ова панел дискусија и па може да го наречам прво твое јавно обраќање пред публиката, што беше на многу убав начин. Се надевам дека ти се допадна. Токму затоа што и беше со една твоја колешка. Дали можеби планираш во иднина или сметаш сама да создадеш, сакам да кажам, своја книга со оглед на тоа дека си јавна личност од Македонија, која што не само што сум јас јавна личност, туку јас сум дипломиран филолог и човек кој што кога сум имала повеќе слободно време и сум пишувала. И чувам и проза и поезија и добро пишувам, имам добра мисла, воопшто не е исклучено. Значи не е сега најава за книга, меѓутоа постои како можност. Постои, пак ти кажам, од ниједна друга причина освен од емпатија и хуманост. Буквално да го споделам сето тоа моје искуство. Тоа го кажа баш и Јана, вели тоа го напишав само за да имаат представа како јас тоа сум го поминала. Тоа истото јас го кажувам. Да, напишам за да, значи приказна, не сега тука да зборувам
за болест или нешто, туку мојот начин на исцелување, мојот начин на лечење и така натаму, што знам дека многу ќе им помогне на многу жени. Да, тоа е во план. Меѓутоа понатаму, јас ништо не пробам со сила, а посебно не може да седнеш сега и сега ќе седнам и сега ќе пишувам, тоа не се пишува така нормално. Меѓутоа, панел дискусија и нешто слично, да, тоа ми е во план, веќе имам и покани од неколку страни, со задоволство, буквално со задоволство, особено што видов неверојатен фидбек од страна на целата публика која што беше тука и сум им навистина многу благодарна. Драго ми е што стана, секој имаше по нешто да ми каже, да побара совет, да разменам телефон, со ред од нив ќе пием и кафе. Holiday Inn, Skopje, Intercontinental Hotels Group. И само ќе потсетам дека, да, жените кои што го победиле ракот, не велам дека не се хероини, не велам дека не сум хероина, но тоа, знаеш, тоа е еден голем збор. Сметам дека тоа е нешто што секоја жена, ако нема друг херој, себе си треба да се направи херој. Битно е само да излеземе победници од овде. Не мора да се китиме со перија и да кажуваме дека сме херои. Само да кажеме да, ја победивме оваа зла и опака болест. И јас ќе го наречам ова интервју величествено, затоа што отвори специјални минути за нас, особено што зборуваш за нешто што е зад нас, толку инспиративно и верувам дека ова ќе привлече многу внимание. Ти благодарам многу што си хероината па и на новите наши генерации кои што растат, што можат да ги дефинитивно да ги инспирираш со твоите искаси. Така, тоа е мојата цел, пак ќе кажам. Скажав, мојата мисија на земјата очигледно не е завршена. Имам бајаги пред мене и баш се радувам заради тоа право. Ти благодарам, многу ми беше мило. Благодарам и на тебе чест. и поздрав до твоите гледачи.